Како што најавивме уште и во претходните денови, а и сега еве веќе ветерот кој го најавуваме дека ќе започне да дува на северот најпрвен, сега е веќе и на Зајчевин. Но времето е влошено и во Полошкиот регион од пред малку и таму ќе се појават првите грмежи, па од кај западната страна на Скопскиот регион ќе се влоши исто така времето во следните некој час време и не повеќе. Но првите грмежи ќе се јават и претежно на северозападот на земјата, а потоа и на северот, и во овие делови северните ќе започне да дува на секаде северен ветер. Ветровито ќе биде и врнежите од дожд со зголемената облачност ќе се преместуваат побрзо, така да очекуваме дождот да биде распределен на поголема површина во овие региони. Инаку ветерот ќе продолжи да дува и преку ноќта, ќе биде проследен со нестабилно време, со грмежи и повремен пороен дожд, понекаде и во форма на локално невреме. Врнежите од дожд ќе ги имаме и рано изутрина, но овој влажен воздушен бран ќе донесе и значително спуштање на температурите. Па ако денес веќе во 15 часот имавме дури 35 степени во Гевгелија, утре температурите повторно на југоисток само до 27 степени, а уште посвежо ќе биде овде на северот од земјата. Ветрот ќе продолжи да дува уште преку ноќта и во текот на утрешниот ден, особено ќе биде изразен дожд по Вардарието и во источните делови од земјата. Преку денот утре променливо облачно, а овој ветер ќе го чувствуваме и во сабота во претпладневните часови, но во сабота ќе остане стабилно, без врнежи и веќе од недела и ветерот ќе биде стивнат. Стабилно и со се повисока температура, но благо покачување ќе имаме, ќе остане и на почетокот на работната недела. Температури како денеска претпладне сепак ќе имаме дури од средината на следната работна недела. Од овој влажен воздушен бран не очекуваме големи количества на врнежи, се разбира тие ќе бидат почести на северот и на истокот, на северозапад од делот преку Шар планина што ќе се пренесат исто така, но сепак не очекуваме дека ќе бидат поголеми од 30 на литри на метар квадратен, но ќе донесат, повторувам, големо освежување, значително пониски температури.